Во рок од 4 до 5 месеци, во зависност од временските услови, треба да се уреди булеварот Првомајска во Валандово на влезот од Струмица. Денове градежната фирма Пешо инженеринг ги почна замените работи, пошто ќе пристапи на бетонските, металобраварските, но и работите за електрика и осветлување. Станува збор за уредување на потегот на булеварот Првомајска од околу 400 метри, при што ќе бидат поставени тротоари, јавни зелени површини, патокази, клупи за одмор и друга урбана опрема, а целиот тој простор ќе биде и осветлен. Градоначалникот на Валандово Перо Костадинов најавува уредување на булеварот и на излезот од Валандово, односно во областа кај здравствениот дом. Во текот на тековната година ќе следи уште една јавна набавка која ќе го опфати и делот кај здравствен дом Валандово, што значи и другиот крај од булеварот Првомајска. Изминатите години наназад навистина направивме доста вложувања во тој дел на градот, односно на булеварот 1 мај, и ми е драго што преку овие два проекта ќе успееме да го комплетизираме целиот тој процес и да имаме навистина и безбедно, но исто така и модерно, функционално, софистицирано решение на булеварот Првомајска, кој што посебно знаеме по отварањето на новиот автопат е прилично многу повеќе и амортизиран, и користен, и е многу прометен од проста причина што циркулацијата и на возила и на луѓе е многу зголемена, посебно еве кон источниот дел на државата. Реализацијата на ова фаза, односно уредувањето на булеварот Првомајска во влезот во Валандово Струмица ќе чини 45.000 евра. На тендерот што го распиша општината се јавија вкупно 4 фирми од Струмица, Кавадарци, Скопје и Мокрино, но на јавната аукција токму струмичката Пешо инженеринг достави најниска цена за работите што се предвидени во техничката спецификација на распишаната јавна набавка во декември минатата година од страна на општина Валандово.